Човечкиот ресурс е значаен и за економијата во целина, но и за компаниите поединечно. Токму и затоа многу е важно да ги соочиме предизвиците пред кои што е исправен пазарот на труд. Ова е нашата тема денес во приказна. Анализите укажуваат дека ќе имаме пат на работоспособно население во период од следни 10 години. Ова е нешто што го истражувавме денес во приказна. Пронаоѓањето квалитетен кадар е предизвик со кој е соочена нашата, но и многу други економии во светот. Прашањето повеќе е подлабоко затоа што почнува уште од самото образование. Поквалитетен и попрофесионален кадар е одлика на спремноста на лицето да одговори на работните обврски кои што практично се бараат од него на работното место. И она што, ако треба да издвоам што е приоритет и што она кон што ние треба да се целиме е комбинација на две работи. Од една страна индиректно ние како приватен сектор не можеме да влијаеме, меѓутоа тоа се образовните процеси кои што постојат во државата и во образовниот систем од една страна. Меѓутоа од друга страна она што ние како приватен сектор можеме да го направиме е да внатре во организациите креираме така наречени развојни програми за вработените. И земјите во ЕУ се соочуваат со недостиг од квалификуван кадар, но нивниот фокус постојано е насочен кон подготовка на стратегии, политики и мерки за нивно надминување. Образованието на луѓето не завршува со завршување на формалниот дел на образованието. И ја често коментирам една статистика која што во 2019 година врз основа на едно истражување во Македонија направена, каде што само 2,3% од луѓето по завршување на основното образование продолжуваат со неформално образование во својот кариерен развој. Додека во Европска Унија таа стапка е 10%. Велика Британија важи за солиден пример за стручно образовани кадри, иако и таа е соочена со предизвици на пазарот на труд. Клучните карактеристики на британскиот стручен систем се: финансирањето на образованието и обуката е поврзано со квалитетот. Системот за одржување на квалитетот се базира на самооценување и ризици и се фокусира на континуирано подобрување. Стекнувањето на вештини е многу флексибилно и е наменето за сите преку различни провајдери. Кредит системот за стручните квалификации. Ако се огледаме на големите светски компании и трендовите кои што веќе со декади ги применуваат, значи секој од тие големи корпорации во светот практично имаат своји едукативни системи, програми по кои што влегувате од ден еден кога ќе дојдете на работно место, на било која работна позиција, имате тренинги, развојни програми, едното е за техничкиот дел на работата, друго е за бихевиоралните и лидерски компетенции потребни ако станува збор за повисока раководна позиција или лидерска позиција, па дури до современи универзитети кои што се поддржани од страна и финансирани од страна на компаниите внатре во нивните организации. Недостигот од квалификувани работници ги погодува сите сегменти на пазарот на трудот во Европа, но особено изразен во областа на здравството, социјалната заштита, образованието и градежништвото. Пред ковидот во 2019 имав чест да бидам гостин на имаше еден форум кој што се викаше Job Skills Mismatch, организиран на ниво на Европска Унија, во кој што информацијата која што ја добив е дека според податоците во Европска Унија образовниот процес во одредени индустрии заостанува позади потребите на бизнисот една декада. На европско тло веќе неколку години се спроведува трендот на доживотно учење со цел да се трасира кариерниот развој. Трендовите, работните обврски, процесите, околностите во кои што ние твориме, од нас побаруваат да ние имаме еден процес на континуирано учење. И тоа е таа една култура на континуирано учење. Миграцијата на територијата на цел Западен Балкан, па и пошироко, вклучувајќи ги и Бугарија и Романија, старењето на генерациите во Западна Европа, севкупно влијаат на огромната потреба од професионален кадар. Во последнава деценија, како една од посериозните причини, се наметнува старењето на популацијата,
Нарушувањето на соодносот меѓу бројот на вработени и пензионери е загрижувачки тренд. ЕУ на секои 3 години објавува извештај за соодветност на приходите на пензионерите, а во последниот извештај од 2021 година нотираше дека повозрасните лица над 65 години се значаен дел од популацијата на Европската Унија, а во 2018-та тие биле 20% од вкупното население. Токму овој притисок ги предизвика двете главни европски организации, како што се Советот на Европа и Европската Унија, да преземат чекори за заштита на странците, мигрантите и лицата без државјанство. Каква е ситуацијата во поглед на пазарот на труд, во поглед на рамнотежата помеѓу понудата и побарувачката? Дали се соочуваме со недостиг од квалификувана работна сила? Пазарот на труд е многу специфична и осетлива материја. Во овој момент има движење на пазарот на труд. Има огласени слободни работни места, значи работодавачите имаат побарувања од работна сила, но најчесто има одредени професии кои што се побарувани на пазарот и би кажала и дека се дефицитарни. Тоа е во дејноста на угостителството и туризмот, во дејноста на градежништвото, исто така во текстилната индустрија. Согласно огласените работни места, најмногу се побаруваат шивачи, текстилни работници, градежни работници, се побаруваат келнери, шанкери, готвачи, се побаруваат исто така хигиеничари за одржување на хигиена во деловен и во стамбен деловен простор, возачи, меѓутоа се побаруваат и продавачи. Овие занимања се третираат и како дефицитарни занимања, иако тоа може да се надмине и се надминува со обуки, преквалификации и доквалификации. Потребно е да се вложат сите чинители во државата за да се надмине овој проблем на пазарот на труд со дефицитарни занимања, односно покрај тоа што државата преку институциите, Министерството за труд, Агенцијата за вработување превземаат активни мерки и политики за зголемување на вработливоста, намалување на невработеноста и обезбедување на квалификувана работна сила за работодавачите, масовно треба да се вклучат и самите работодавачи и се разбира преку стопанските комори. Што значи тоа? Институцијата нуди преквалификации, доквалификации, обезбедува обуки за одредени занимања што се побарувани на пазарот на труд, за познат работодавач и за непознат работодавач. За непознат работодавач најчесто откако ќе се спроведат обуките, лицата се само вработуваат. Например, има обуки во IT секторот, има обуки за козметичари, за негуватели и анализите тука покажуваат дека најчесто овие лица се вработуваат брзо, меѓутоа и се само вработуваат, дополнително користејќи и други активни мерки и политики за вработување или субвенционирање на плати или пак со грантови за отварање на сопствен бизнис. Во делот на работодавачите, односно обуки за познат работодавач, клучен партнер ни е самиот работодавач, кој што треба да ги организира обуките на работното место со опрема, машини, кои што треба тоа лице во иднина да ги користи, односно да работи со нив. Јас би кажала дека во целиот овој процес значајна улога и голем партнер е Швајцарската амбасада, UNDP, исто така се користат грантови ИПА средства благодарение на Европската Унија, но сето тоа би било многу по-добро и би било многу полесно кога ние би ги отпочнале и преговорите со Европската Унија, бидејќи финансиските средства, односно тие грантови, би биле поголеми, полесно достапни и би можело повеќе да се вложува во активните мерки и политики кои што би ја намалувале невработеноста, зголемувале вработливоста, односно би правеле баланс на пазарот на труд помеѓу понудата и побарувачката. Би сакала да го опфатиме и делот на образованието во смисла
И формално и неформално, вие споменавте, ние веќе имавме некои обиди за дуално образование, кое што на некој начин треба да го надомести она што недостасуваше кај професиите кои што на некој начин се дефицитарни. Но што во суштина треба да се промени кај образованието, бидејќи имаме ученици кои што завршуваат основно образование и не сакаат да се занимаваат со овие професии, сакаат да бидат економисти, правници, тие се најчесто бараните струки кои што се нудат кои што сакаат да ги посетуваат учениците. Потребна е сеопфатна анализа за побарување на пазар на труд, односно потребно е да знаеме што на државата, односно што на работодавачите во идните години им е потребно како работна сила. Во тој дел таа анализа треба да биде изработена покрај од владата, од државната институција, агенцијата прави анализа. Потребна е сеопфатна анализа во која што ќе се вклучат и стопанските комори, па и синдикатите тука да се вклучат, но најмногу и Министерството за образование. Јас би ја вклучила и локалната самоуправа, бидејќи сепак тие се граѓани кои што припаѓаат на одредена локална самоуправа, на одредена општина. И треба да се пристапи малку посериозно во смисла еден е моментот што јас сакам, друг е моментот за што јас сум способна, а трет е моментот што од кадар е потребно на оваа држава во овој момент. Во тој случај би требало Министерството за образование да креира паралелки во средните училишта согласно потребите на пазар на труд. А се разбира потребна е дополнителна мотивација за учениците да се запишат во тие паралелки, односно средни стручни училишта, каде што би им го олесниле процесот на образование, би го направиле тоест попривлечен. Дали тоа ќе биде со стипендирање на учениците кои што ќе се запишат во средни стручни училишта, дали ќе биде во тоа што ќе имаат повеќе денови кои што ќе ги поминуваат на пракса отколку во училишните клупи. Ќе треба се разбира, значи тука да се разговара и со учениците, да се работи, можеби треба и во основно образование, веќе во 8 или 9 одделение да се разговара со учениците, со родителите, да се одржуваат јавни трибини во училиштата, затоа реков треба да се вклучи поактивно и локалната самоуправа, каде што најотворено ќе се дискутира што е потребно на државата, како полесно и побрзо може да се дојде до работно место, но и она што е најважен мотив од кога јас ќе се запишам во тоа средно стручно образование, што потоа мене ме чека, какво работно место, колку мене тој работодавач ми го цени трудот, колку јас ќе бидам платена со тоа работно место кое што ќе го добијам по завршувањето на средно стручно образование. Тоа е една комплексна материја каде што треба сите да се вклучиме и да имаме сериозен и искрен пристап. Односно, социјалните партнери кои што се засегнати максимално да дадат придонес. Во моментов можеме да забележиме дека мотивот недостасува, тоа го покажуваат и податоците кои што укажуваат на миграција на работната сила, особено во тие сектори кои што се дефицитарни, угостителство, градежништво и слично. Како да се спречи тоа и на кој начин луѓето кои што одат надвор, бидејќи ако се враќаат, тоа може да биде и добро, затоа што ќе научат некоја практична виштина која што ќе може да ја употреба тука. Како во таа насока да се изгради стратегија? Членството во НАТО даде еден бенефит. За жал, корона кризата и сега кризата со војната во Украина си зема данок, но членството во НАТО придонесе за простор каде што може да се инвестира, значи каде што имаме долгорочни инвестиции и би имале, односно би се отвориле нови работни места од странски компании кои што би биле добро платени и го ценат трудот на работникот. Имаме компании во Источна Македонија кои што се странска инвестиција и искрено имаат вработени граѓани. Во Кочани една компанија од Свети Никола до Виница апсорбираат работна сила. Тука е многу важен мотивот. Значи имаат добри примања, имаат организиран превоз,
и имаат еден оброк, се разбира превозот и оброкот придонесува за тие да имаат примање кое што е фиксно и чисто, од кое што не црпат нели дополнителни трошоци. Задоволен работник е среќен работник и тој нема желба да замине во странство, е задоволен и среќен кога е ценет и почитуван на работното место, му е ценет и вреднуван трудот и е добро платен. Што се однесува до младите, би ги задржале, се разбира, со креирање на нови работни места кои што ќе бидат добро платени. Секој граѓанин се разбира сака да работи, сака да биде вреднуван и сака да биде добро платен согласно неговото работно место и трудот што го вложува на работното место. Преговорите со Европската унија кои што за жал се одложија, можат да сменат многу работи и да дадат голем придонес во сето тоа, бидејќи ќе бидат достапни финансиски средства кои што ќе помогнат да се вложат на пазарот на труд, односно во многу политики и мерки за вработување, како ние би ги помогнале младите во нивното вработување и би ги помогнале компаниите кои што ќе вработуваат млади лица. Во изминатиот период се превземаа одредени мерки и политики за младите лица. Има младинска гаранција која се отпочна за прв пат во нашата држава, која што не е членка во Европската унија, односно младите лица веднаш по завршување на образованието да се вработат, да се самовработат, да се вклучат во некои од активните мерки или да се вратат назад во образованието, во образовниот процес да се дообразуваат. И таа мерка прилично добро течеше. Исто така се направи еден проект, односно се донесе закон за практиканство, каде што на младите им се овозможи да одат на пракса пред да го заснуваат работниот однос, односно како би се стекнале со вештини и знаења, а потоа работодавачот се разбира и да ги вработи, односно да заснува работен однос со тие лица. Имаме можност работодавачот во моментов да ангажира практикант согласно законот, меѓутоа може да ангажира и практикант со финансиска поддршка од државата преку мерката за практиканство, што е дел од оперативните планови за вработување. Младите сакаат сигурност, сакаат стабилност, како и сите други, имајќи во предвид дека од сите сфери треба да се даде поддршка, почнувајќи од образовниот процес, социјална сигурност, здравствено осигурување, домување и се разбира потоа вработување со стабилно сигурно работно место, договори на неопределено, добро платени работни места. Јас би се вратила повторно на делот со образование. Ми се чини дека некако се фокусиравме на средното образование во политиките, а некако го оставивме основното образование, кое што на некој начин во многу земји е клучот за трасирање на идниот кариерен развој на децата, да речем, односно за развивање на вештини. Колку во таа насока ни требаат промени на образовниот систем? Па потребни се промени, најверојатно треба да се направи некој проект, некој новитет, каде што ќе почне да се работи со децата уште во основното образование. Сметам дека 7, 8, 9 одделение веќе се клучни моменти каде што децата се одлучуваат како ќе го продолжат своето образование. Некои се одлучуваат затоа што така сакаат, некои затоа што родителите така им кажале или пак нивните родители биле во таа сфера на образование. Потребни се тимови, експерти. Ние имаме стручни лица, психолози, социјални работници кои што треба да се вклучат во овој процес и да се одржуваат јавни трибини, дебати, па можеби и поединечно да се работи со децата и со нивните родители, што и би сакале да бидат во иднина, зошто, исто така кои се предностите и кои се слабостите, да речеме, на одредени професии. Има многу моменти каде што сите чинители во општеството, во државата би требало да се вклучат. Мал број компании имаат вакви механизми, најчесто големите странски компании, со кои што имаме искуства, домашните компании доправа го осознаваат тој концепт. Бенефитот од концептите за мерење на учинокот е тоа што сопствениците, менаџерите ќе можат поточно
да го увидат придонесот на секој вработен во процесите, а и самиот вработен да знае кон што точно придонесува. Јас како консултант, со повеќе од 20 години искуство, можам да потврдам дека компаниите што се базираат на учинокот, а не на работното време, како такво, добиваат многу поголем придонес од вработените. Едно е да имаме структура кога вработениот фактички доаѓа да сработи нешто и тоа се оние активности кои што тимски се работи, а друго е она што викаме баш по работно место колку секој од нас придонесува и во што. Така да тие компании, поврзано со ова претходно што го кажавме, што имаат начин да го мерат и да го поттикнуваат учинокот, би можели и ова да го разгледаат како концепт. Скратено работно време, флексибилно работно време и така натаму. Додека таму каде што тоа не постои, мислам дека се уште не сме подготвени да одиме во таа насока. Ние викаме стратегија за управување со човечки ресурси и тука е една палета на политики и процедури кои што опфаќаат голем дел од прашањата поврзани со работењето на вработените, од една страна, од друга страна се вештините на менаџерите. Значи, она што се вика вештини за управување и раководење со вработените, и кога тие две страни ќе се спојат во една целина, може да се зборува за многу поголема продуктивност и придонес на вработениот, а со тоа и резултатите што компанијата ги остварува на пазарот, за да може да продава повеќе и да обезбедува раст. Ние имаме еден пристап што викаме започнуваме со диагностика, многу слично како кога одиме на лекар. Одиме на едно истражување на клучните потреби на бизнисот, секој бизнис си е своја приказна. И од таа диагностика ги утврдуваме клучните точки каде што менеджментот може да се фокусира за да добие најголем придонес. Може би сум пристрасна, но моето тврдење дека се започнува и завршува со вработениот, односно со човечките ресурси во компанијата. Има едно тврдење што вика платата е демотиватор, но не е мотиватор. Што значи тоа? До одредено ниво платата, ако не ги задоволува основните потреби на вработениот, е клучниот мотиватор. И тука нели зборуваме за парични награди. За оние позиции што се над тој минимум, еве сега минималната плата беше актуелна, платата престанува да биде клучниот мотиватор. Сите сакаме да заработиме повеќе, но не се стимулираме со тие месечни бонуси на начин на кој што собствениците би очекувале. Вика, моја покачив платата и пак ништо, за 2 месеци пак е незадоволен. И се враќаме на оваа политика за човечки ресурси, која што опфаќа многу мотивацијски фактори, дел од нив за чудо се и непарични. И не ги коштаат компаниите, не ги чинат компаниите финанси, туку малку поинакви пристапи во раководењето со вработените, особено младите генерации, кои што бараат малку партиципативен менеджмент, да се вклучени, да се прашани, наместо да им биде само кажано направи го ова и готово не ме интересира. Се менуваат работите, би рекла тука поттикнати повеќе од тоа што пазарот на труд го бара, што го бараат новите вработени, бидејќи старите механизми на работа на менаџирање не функционираат со новите генерации. Јас работам и како кариерен советник, значи го работам и овој дел што се вика вклучување на невработените во компаниите, работиме и со компании. Ситуацијата би рекла е драматична, можеби и мал збор да се рече алармантна. Од една страна образованието не ја следи динамиката на потребите на промените на бизнисите. Значи ние имаме образование, моите деца учат во истиот систем како јас пред 40 години. Тоа е невозможно со оглед на тоа каде е сега светот. И тоа што се случува е тој недостаток на компетенции, недостаток на вештини, мора да принудени се компаниите да го санираат, односно да работат менторски програми за да ги дообучат новите вработени, ама не зборуваме само за вовед во процесите. Некогаш и стручна дообука, стручни вештини кои што го прават новиот вработен вработлив. И затоа пак ќе се навратиме во тие стратегии за човечки ресурси и самиот развој на вработените еден итекако важен сегмент. Наместо еднократни обуки, значи еден план за развој на вработените кој што опфаќа годишни програми, каде што вработените континуирано добиваат доза на експертиза што е потребна за да работат како што треба. Убаво го спомнавте зборот инвестира, како што инвестиција нова машина, инвестиција во маркетинг, рекламирање, инвестицијата во луѓето е неодменлив дел од буџетот на секоја компанија. Мене ми е драго што имаме клиенти што тоа го разбираат, не контактираат, не бараат и веќе ги имаат, особено во кризата. Тоа беше еден исто феномен каде што се кратеа трошоци, а компаниите видат дека мора да вратат кон вработените некаква услуга. Има
простор за подобрување. Можам да кажам дека доправа доаѓа тој бран на разбирање дека мора да се вложува, како што се вложува во системите за производство и се апдейтираат машините, мора да се вложува и во вработените. Од друга страна, и самиот вработен е одговорен да ги држи своите вештини на up to date, како би се рекло, употребливо ниво. Тоа што некој ќе заврши факултет не значи дека му важи, како вика, дипломата за цел живот. Да ги бараат компаниите, експертите што можат да ги поддржат и тие инвестиции да ги направат на паметен начин. Платформата Бинтерн, осмислена и креирана од студентот Димитар, постои веќе 3 години. Таа е платформа за вмрежување чија цел е да ги поврзе студентите и дипломците со компаниите за пракса и вработување. 3 години на неја, започна како амбициозен проект на факултет со поддршка од професорите. Иначе јас воедно сум студент на факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, завршна година абсолвент. Идејата се развиваше на тоа што јас како студент имав проблем при наоѓање на пракса. И тоа го видов и кај другите колеги. Ги прашав и тие рекоа, да, истиот проблем и ние го имаме. И така дојде идејата да на едно место ги собереме фирмите кои нудат пракса, од друга страна сите студенти кои бараат пракса, да се регистрираат на платформата и едноставно да се поврзат и да се направи успешно поврзување со цел студентот да оди на пракса, компанијата да добие практикант и иден вработен. Интересот за една ваква платформа на македонскиот пазар на труд е доста голем, во чиј прилог говорат и бројките од над 3000 студенти и 200 компании како нејзини корисници. Платформата е многу едноставна, процесот е во 3 чекори. Се регистрираш, пополнуваш профил и аплицираш. И на крајот е нормално онај чекор на каде што ти се поврзуваш со компанијата со цел да видиме дали си успешно, односно според твоите барања како студент, дали компанијата ги исполнува тие критериуми. Исто и компанијата прави евалуација на студентите со цел успешно да се поврзат. Да, вебсајтот е bintern.com, таму се добредојдени и студентите и компаниите со цел наша работа е да ги поврземе двете страни. Тимот кој ја креираше оваа платформа е амбициозен. Нивната визија е за 5 години да се прошират низ регионот на Западен Балкан и да овозможат кариерно вмрежување. Млад човек сум, студент сум и сватив дека немам јас некој ризик. Единствениот ризик е да не го направам ова и тоа беше онај момент кога сватив дека и да не успее нештото, јас сум стекнал многу искуство и многу знаење од пракса на започнување на стартап, што понатаму би ми помогнало во развојот на мојата кариера. Теодора Цветковска сонувала за кариера како генетичар и студирала молекуларна биологија. Незиниот животен сон се менува по здобиените телесни повреди по сообраќајна несреќа. Продолжив со факултетот, но бев свесна дека поради тоа што имам парализа на едната рака, нема да можам целосно професионално да ја работам таа професија. Можев само да се пренасочам на некоја научна дејност, но јас сакав нешто друго и сменав и почнав да навлегувам во IT индустријата. Завршив академија, моментално учам и факултет, уште еден, и почнав да работам како QA инженер, веќе 4-5 години се занимавам со тоа. Теодора не се откажува од своите амбиции за кариерен развој, од желба за една денес во комплетно нова професија, за која не ни размислувала, поради еден момент кој целосно го променил нејзиниот кариерен пат. Моментално работи во IT индустријата како QA инженер. Па сакав нешто кое што ќе можам да го работам целосно, индивидуално сама, без помош, затоа што било која друга професија која што ќе ми налагаше да ги користам двете раце, ќе требаше да барам помош, а јас сакав да бидам индивидуална во тоа што го работам, а IT индустријата ми нудеше многу помагала, како например маус за една рака или помала тастатура, истите тие работи, а и од секогаш ме влечела таа професија. Малку се луѓето во Македонија како Теодора, но доволно да не потсетат дека ниеден лош настан во животот не смее да ве попречи во остварувањето на кариерниот сон. Значи, тоа што јас цело време бев зафатена во дали било во факултетот или пронаоѓање на работа или било што, ми ги оттргнуваше мислите да не мислам на лоши работи и сето тоа, многу ми помогна и исто така и колегите и луѓето кои што ме прифатиле.
Мојот совет е никогаш да не се откажува никој, без разлика дали има физички потешкоти или не. Значи секој во секое време, без разлика на возраста и ситуацијата, може да си ја смени професијата и да напредува. Македонија се соочува со недостиг од квалификуван кадар во сите области, но најчесто најизразен е во здравството, во градежништвото, во угостителството. Еве што велат податоците. И Македонија е соочена со криза во поглед на човечкиот капитал. Клише е да кажеме дека има недостиг на работна сила. Поголем е предизвикот во насока на изнаоѓање на квалитетни работни места за квалитетен животен стандард. Тука се наоѓа проблемот на генерално на пазарот на трудот и можеме да кажеме дека компаниите морат што повеќе системски да се организираат во насока на добри работни позиции со строго дефинирани или точно дефинирани работни задачи и строго дефинирана или строго опишана потреба од продуктивност. Точно треба да знаат луѓето како треба да работат, што треба да работат, на кој начин треба да работат, а и во таа насока може да ја пренесат својот квалитет. Така да пазарот на трудот генерално зависи од оние кои имаат потреба од трудот, а не од тие што го нудат, бидејќи тие може да се прилагодат или да се преквалификуваат. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2022 година, активното население во Република Македонија изнесува 811.197 лица, од кои вработени се 691.498, а 119.699 се невработени. Стапката на активност во овој период е 55,3, стапката на вработеност 47,1, додека стапката на невработеност изнесува 14,8%. Недостасуваат земјоделци, сезонски работници, рудари, инженери, а стопанствениците велат дека дефицитарни се дури и менаџерите. Па нас ни треба модел на кариерен развој, не само да намалиме невработеноста на високо образованиот кадар, меѓутоа дури ако зборуваме и за луѓето кои што се денеска нашите деца во средните училишта, без оглед на тоа дали они сакаат да продолжат понатаму со високо образование, дефинитивно ни е потребно. Дефинитивно ни е потребно. Менторството е нешто што повторно е можеби често се навраќам на мултинационалните компании, меѓутоа во бизнис светот тоа се компаниите кои што го движат светот. Менторството е стандардна форма дури и за највисоките топ менеджмент позиции во компаниите. Значи, вие, ако сте на позиција на Chief Operating Officer, на председател на корпорација глобална, вас заедно со тоа работно место по дефиниција ви следува ментор. Затоа што станува збор за една култура на континуирано учење. Значи, нас светот ни се менува. Работодавците бараат и квалификувана работна сила, која ќе биде во чекор со светскиот техничко-технолошки развој, а не со квалификации од минатиот век. За жал, не имаме поразителни бројки овдека, меѓутоа, јас ќе ви дадам само еден пример. Ние многу малку се занимаваме со процеси и со знаење кое што треба да го пренесеме на студентите, идните луѓе кои што ќе бидат во работен процес, како до прво вработување. И по дефиниција барањето работа е процес. Менторството и како може да помогне во таа подготовка на младите високо образовани лица да стигнат до првото работно искуство. И дополнително уште една бројка, тоа е дека преку 80% од луѓето со кои што ние сме соработувале овдека, кои што се во високо образовните институции, образовните системи и се спремат за прво вработување, не познаваат основни работи како да се подготват за интервју, како да креираат професионално CV, што се елементарните работи за да вие дојдете на еден разговор за работи како да стигнете до вашето прво работно место. Миграција на работната сила е тренд кој со години го погодува пазарот на труд.
Пандемијата, енергетската криза и војната во Украина дополнително ја продлабочија кризата во економијата, што се одразува и врз кризата со човечки капитал долгорочно. Не можеме да ја исклучиме ни политичката состојба која дополнително влијае на одлуките за мигрирање. Системско, комплексно, национално прашање, тоа така ќе го кажам. Еве вчера имавме состојба во парламентот, луѓето, политичарите, водењето на политики, општеството испраќа порака до луѓето кои сакат да работат или сакат да имаат едно добро, квалитетно општествено обкружување. Од тука ја гледам и насоката на луѓето што повеќе да се одлучуваат да ја напуштат нашата држава, не само поради квалитетот на пазарните услови или пазарот на трудот, платите, социјалната сигурност, безбедност и здравје при работа, туку се повеќе поради општествените прилики кои не покажуваат доволна грижа за да се задржат луѓето да работат тука, безбедно да живеат, да очекуваат безбедна социјална политика, безбедна здравствена политика, безбедна образовна политика. На 23 декември 2021 година е усвоена новата резолуција за миграцијски политики и акцискиот план 2021-2025, чии цели се намалување на сиромаштијата, квалитетно образование, достоинствено вработување и економски раст, како и одржливи градови и заедници. Концептот со дуалното образование во нашава земја треба да го намали јазот меѓу понудата и побарувачката на кадар. Овој тип на образование значи дека дел од наставата учениците треба да ја поминат во училница, а дел од времето на пракса во компаниите. Третиот дел како до професионален кадар како приоритет сметам дека треба да биде кохезивноста, односно поврзувањето на приватниот сектор со образовните институции. Веќе во образовниот процес, дали тоа ќе бидат уште во средните школи, ако станува збор за технички работни позиции, или со високообразовните институции, значи едно од суштинските работи е дека ние како приватен сектор треба да почнеме да работиме со тие луѓе уште во тек на нивниот процес на едукација. Да не кажам уште од втора година средно училиште, што е впрочем едно од пилот програмите кои што се прави со дуалното образование, или во високото образование веќе од по завршување на првата или втората година на завршувањето на студии, каде што тие луѓе веќе треба да бидат вклучени во оперативниот дел од работата, соодветно на тоа каде они го замислят својот кариерен пат. Во Македонија се водеше кампања за зголемување на бројот на лица со високо образование, која за жал не ги даде посакуваните резултати. Над 10.000 лица со високо образование се невработени, голем дел од нив економисти и правници, меѓу нив има дури и магистри. Кај нас во Македонија мислам дека е повеќе од евидентно дека образовните процеси заостануваат и мислам дека тоа е една тема општо, да кажам, често поставувана на сите бизнис форуми, на сите дискусии, на сите панели на кои што се разговара. Меѓутоа, од друга страна, исто може да не сакам пак да звучам критички, меѓутоа, мислам дека многу малце се прави. На македонската индустрија е неопходна квалификувана работна сила. На младите им недостасуваат информации каде и кои програми можат да ги искористат, бидејќи текстилната, но и останатите индустрии бараат да се користат и дигитални алатки. Токму поради тоа, бизнисот мора да се фокусира кон концептите за развој на човечкиот капитал. Самите организации треба да инвестираат во развој на човечкиот капитал, на знаењата на луѓето и на новите способности за да може да следат трендот во кој што тие работат и случувањата воопшто. Старењето на популацијата е дел од факторите кои влијаат дополнително на пазарот на труд во земјава. Кога се договаравме за интервјуво, то видов дека имаме стратегија, демографска стратегија или за старење на населението од 2017 до 2015-2024 година. Она што ми беше впечатливо е дека опфатени се поголем број на владени институции и воопшто во стратегијата не се споменати како дел од активното
справување со намалувањето или со менаџирањето на старењето на невладините организации, стопанските комори, здруженијата на работодавачи, синдикатите или посебни институции кои се бават со ова, ќе ја наречам, политика. Населението ни старее, од друга страна демографската слика ни е во намалена, во надолна линија и мораме поактивно да ревидираме што сакаме да направиме со сите овие политики кои ги имаме и со сите овие стратегии кои ги имаме во насока на квалитетното живење во земјата. Единствена добра работа која се случува е дека квалитетот на животот на луѓето генерално се подобрува и глобално и во Македонија, доживуваат и подлабока старост, доживуваат подобри услови за живење. Меѓутоа, од друга страна, оние кои ќе треба да ги заменат поради природните процеси, не се во доволен број за да може да го имаме балансот. Односно, морталитетот е на еднакво ниво со наталитетот. И тој демографски баланс не треба да биде во тој однос. Националната стратегија за вработување 2021-2027 има за цел справување со краткорочните последици на пандемијата од COVID-19 врз пазарот на труд, како и со структурните предизвици што влијаат врз растот на вработеноста. Флексибилно работно време, 4-дневна работна недела, хибриден модел на работа се дел од иновациите за подобри работни услови на вработените, се дел од политиките кои се водат на светско ниво, како фактори кои може да имаат влијание врз работната сила. За нас, можеби мислам за вашите гледачи, можеби ќе биде чудно ако јас сега да кажам прво платата. Платата како представник на Сдружение на работодавачи во социјалниот диалог ќе ја ставам на последно место, затоа што во еден работен однос работникот и работодавачот на самиот почеток се договараат за платата. Односно, свесни се за тој однос. Од тука сакам да кажам дека за да може да имаме квалитетно задржување на работникот на едно добро работно место, мора да е безбеден, мора да има добра социјална политика, безбеден во смисла на безбедност и здравје при работа. Мора работникот да ги знае сите параметри и сите опасности и сите можни професионални заболувања кои може да му се случат на едно работно место. Работодавачите мора да покажат грижлив однос кон своите луѓе. Не може да ги заборават. Мора да имаат човечки однос. Односно, оние работодавачи, оние менаџери, оние собственици на компании кои имаат холистички пристап, кои имаат филантропски пристап, кои имаат општествено одговорен, прво ќе се фокусираат на најбитното нешто во нивните компании, а тоа се вработените. Вработените или луѓето мора да имаат можност да се консултираат, мора да имаат можност да како и вие во вашата телевизија, јас во Сдруженијето, секој пат ја користам приликата да разговарам што може да се подобри и да се уважи моето мислење. Така да на некој начин тоа е најважниот услов за да се остане подолго на едно работно место или да се професионално да се напредува, да се кариерно да се напредува и нормално мора да се обезбеди можност за професионално надградување. Тоа се основните услови. И сега ќе ја ставам платата, која мора да биде достоинствена, која мора да ги задоволува потребите, која мора да биде опишана онака како што или исплатена онака како што работникот или вработените имаат и потреба, меѓутоа и нормално ја заработени. Задоволството на вработените води кон нивно успешно интегрирање како системски дел од организацијата, што придонесува за поголема ефикасност во работењето и поголема продуктивност.
Жива библиотека представува иновативен концепт кој преку интеракција меѓу луѓето се обидува да пренесе различни приказни, резултат на функционални програми за кариерен развој. Ние како асоциација на советници за развој на кариера имавме таа чест да бидеме дел од глобалниот настан. Всушност, заедно со уште 7 други земји и 7 други организации, се обидовме да избереме нешто што е необично, интересно, нешто што е актуелно, нешто што е поретко да може да се сретне човек лице в лице. Преку живи разговори, Жива библиотека промовира различни видови професии, но едновремено и активизам. Преку Жива библиотека ние сакаме да активираме заедницата, да поттикнеме разговор за малку и табу теми што може да постојат и да освестиме дека работите може да се истражуваат и на еден поинаков начин. Не само да отидете во библиотека или да пребарувате преку социјалните медиуми и интернет пребарувачите, туку можете да дојдете и да поразговарате со некои од нашите живи книги од областа што ја представуваат и да истражите се за таа област или за професија. Суштинската цел е да се поттикне вмрежување, но и да се развијат љубопитност и аналитичност како вештини кои можат да придонесат на кариерен развој и создавање можности за работа. Ова беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Ви најавувам дека во следната Приказна ќе ги третираме професиите кои што ќе бидат предизвик, односно професиите кои што ги носи иднината. Довидување!